Значи, целата наша украдена митологија, искривоколчена, и од тука идат и многото метатези, од тука идат и многото опашки, како граматички род завршетоци, јас ги викам опашки, така, ос, ас, ес, ис. Толку знаеле да додадат и толку додаде. Земја основата, побараја и легла дека е македонска. Така. И, значи, војувам тука со луѓето кои се западиле да ги објаснат старо грчките богови, бидејќи еден од древните хелени рече дека Хомер им измислил богови на грците. Но други од филозофите не се согласуваат. Тие не се грчки имиња. Тие се позаимени имиња од варварите. А варварите беа тие што не го зборува ново создадениот есперанто со 80% корени македонски и 20% сега можам слободно да ви речам арапизм. Јас грците ги нарекувам дека се арапи кои ја делат судбината заедно со финикијците, истеснети од арапскиот полуостров и конкретно од денешен Ирак. А таму е зад Мезопотамија, така? А таму е и Мезопотамија. Видите самиот збор. Отворите кој сакате речник, ќе видите дека Мезопотамија фигурира како грчки збор. Мезо значи медиум, италијанците. Мезо сопран, мезо тоа, мезо ова. Мезо значи среден, а среден значи меѓа. Меѓу мене и меѓу тебе. Тоа било меѓу. Но бидејќи ж грците нема, така, ја заменаја буквата и од меѓу направија мешо. Така, од жето направија с. Мезопотамија. Потамос на грчки е река, но коренот е словенски. Тоа што тече, поток. Да. Значи, рековме дека тука е почетокот и најпосле дојде редот на оваа книга која ќе представиме, ќе ни каже вашата тука општинска гранка од античките македонци, така, за кои ви обичав и не знам дали ви објаснив што значи антички. Во речниците антички македонци, така, значи времето на класичната Грција, на стара Грција, древна Грција, така, и римски период. Лага на квадрат. Антички македонци значи времето на антите. А антите беа најстарото племе од сите оние што ги викавме венети, за да стигнеме до Илири. Многу покасно се појави Илири и Илирите беа преведени во словени, а имат една содржина. Или нашиот Илија, денес Свети Илија, видите каква врска има, значи сонце. Како што ви реков дека за ова островите има 3 имиња, така, па и денес ние имаме полно такви разлики со другите словени, но коренот не е еден. Во првата още книга, јас која го давам Самбелино во Италија, така, Самбелино, еве го, гледайте го, и го давам како пример, Самбелино, тоа е Свети Белино или Сонцето, еве го има како ореол.
горе има 8 зрака, а долу има други 8. Што значи пак истиот символ. И тука објаснувам зашто не се словените склави, а на грчки склави роби, никогаш не биле роби, така, а Грција ја држали 300 години под робство, така, сега тие под робство е, деска Македонија ја имат 70 години. Но, ќе видиме тоа како ќе заврши воопшто. Значи, нашето друштво е името на најстарите венети, пелазги. И ќе ви кажам зошто тие пелазги. Пелагос на Грција е внатрешноста на морето, за разлика од крајбрежјето. Пелагос, значи луѓе кои дошле на земјата Мореја, денешна Грција, Мореја, немала никогаш таа свое име, така, секогаш го позаимувала, името се разбира, да, и можам едно само да ви кажам, дека тоа се најстарите наши прадедовци, за кои Зеус им роди од својата глава богиња. Тоа е Атена. До денес стои името Атики Кевиутија. Тоа се две области. Така, Атика и биотика. Биотика тоа е бит, пак наш збор. Бит, живот. Така. А Атики тоа е антика. Што значи место кај што епицентарот, можам да речам, на венетите и останатите сите други, како што денес ги има од Македонија па се до Русија разни имења, така, словени со разни епитети.